K15 денес направи краток штрајк во Штип. Незадоволни околу 1000 работници од фабриките Мартина и Баргала категорично ја прекинаа работата. Причината е што уплатите беа уфрлени и К15-то. Значи, ако те следува плата да взимаш наредните месеци, уназад си взимал по 13-14, сега взимаш 7000 и уметнал ти рестото К15. Значи, изживлява се со народот. Вака не може да оде. Вака не може да оде. Он нека си ги реши неговите работи, ако си има проблеми. Не може нашите пари да ги яде он. Ние што работиме. Ние работници се договориме за штрајк и решиме да застанеме да не работиме. И нека ни го пуште К15-то како што следува у цела држава, ние ќе се врнеме да работиме. Денешниот е втор штрајк во најголемата фабрика во источниот регион оваа година, а причината повторно се пари. Преку време се работи нон-стоп. На втора смена до 11:30. Има ленти посебно што работат до 5 сата нон-стоп. Народот утепан, одмор не е дадел как што треба. Теране да подпишуваме за одморите, дека по 22 дена одмор, само 4 дена одмор има дадено. И тоа се помина. Сега ни плати не дадеа ништо. Од друга страна, за еден од менаџерите Наум Барзов денес немало ниту штрајк, ниту прекин на работењето. Барзов прво прифати, пооткажа снимање на оваа тема, но тоа не значи дека краток штрајк во Баргала денес немало. Секако се во ова не ја менува ситуацијата, зашто очигледно некогаш моќната фирма се соочува со реални проблеми поради ниски цени на пазарот на трудот, големи давачки за одржување на работниот процес, но и големи банковни обврски. За да го реши проблемот на работниците, пред неколку месеци Баргала успеа да се раздолжи на фондот за пензиско за речиси 2 милиони евра преку кредит. Од тогаш Баргала оди боса по стакло и вакви масовни прекини на работата воопшто не се добри. Дневното неработење фирмата ја чини помеѓу 15 и 20.000 евра, што реално е голема загуба. Како овој пат менаџерскиот тим ќе одигра во овој тесен простор е неизвестно, но неработењето е најлошото решение за сите. Евентуалното отсуство на плати во Баргала ќе се почувствува во поголемиот дел од регионот, но треба да се разберат и работниците. Време е за зимница, дрва и други давачки, а луѓето одработиле. Во случајов, прашањето со познат одговор е дали законот за К15 наместо добро, сега ќе им направи уште поголеми проблеми и на работниците и на фирмите.